Добър ден, криптоентузиасти! Днес имаме интересно видео за Litecoin и ако трябваше да направим първо видеото за Силика, Litecoin видеото е приоритет с оглед на факта дека имаме само 23 дена до следниот халвинг. И ова е много битно со цел да објасниме што гледаме и што очекуваме с оглед на фактот дека јас бев присутен на претходниот Litecoin халвинг. И ќе ви објаснам зошто јас не поседам Litecoin и зошто не сум дел од овој FOMO дека треба да се купи Litecoin пред самиот халвинг. Значи тоа е моје мислење, нормално знаете и сами, како и секогаш ова е само наше мислење во однос на што правиме на криптопазарот, секој од вас треба да одлучи што ќе прави понатаму. Оние кои што не знаат што е халвинг, може да погледнат, значи кај нас имаме прво видео за Litecoin во кое што објаснуваме се. Може да го најдете во листата на истражување на коини и токени, каде што ќе се наоѓа ово видео. А исто така може да најдете и видео за Bitcoin халвинг, и тоа две, во кое што детално објаснуваме прво што е Bitcoin халвинг, а второ како Bitcoin халвингот делува на цената на Bitcoin, а и на останатиот дел од криптопазарот. Сега, во оваа ситуација, зошто е битен Litecoin халвингот, само на кратко ќе објасниме. Значи, во халвинг механизамот кој што е интегриран и во Bitcoin, и во Bitcoin Cash, и во Bitcoin SV, и во Litecoin, тоа се уствари Bitcoin и неколку негови форкови кои што се уште се присутни на пазарот, е уствари преполовување на наградата за која што ја добиваат мајнерите за запишување на одреден блок. Моментално на Litecoin, значи наградата е 12,5 Litecoin за запишување на еден блок, додека истата ќе биде намалена на 6,25 коини после изминувањето на овој каунтер од 23 дена. Сега, зошто е ова толку битно? Значи, ако вас ви се преполовува наградата, тоа значи дека ако вие сте имале до сега, да речем, пример, сте рачунале, затоа што ова е посебен тип на дигитрон, на калкулатор, во кој што може да практично израчунате колку би можеле да практично заработите со оглед на фактот дека вие во оваа ситуација, само секунда, овдека е подобро. Значи, колку практично би добиле доколку за одреден временски период мајнате Litecoin со одредена конфигурација на компјутер и при тоа може да видите во однос на тоа колку ќе биде вашата потрошувачка и колку ќе биде вашата заработка во разликата помеѓу плаќањето кое што го имате за струја и она што ќе ви остане после продажбата на коините. Сега, поради оваа причина, нормално, мајнерите имаат така речено задача да одлучат дали и понатаму да продолжат да копаат Litecoin после преполувањето на блокот или пак да се префрлат например на Bitcoin мрежата. Што верувам дека е поголем дел од копачите кои што имаат кои што копаат Litecoin ќе го направат истото. Ќе објасним и зошто. Сега, за да објасниме и зошто и како се тоа би изгледало, нормално треба прво да забележиме како изгледа претходните халвинг евенти на самиот Litecoin. Со тоа што првиот е на 25 август 2015 година, а вториот е на 5 август 2019 година. Значи, ние веќе ги обележавме на нашиот чарт со цел да видиме што се случувало претходно, значи во однос на халвингот, и што да очекуваме, да речем, од истиот моментално, затоа што ова веќе се случило два пати и практично чартот е така речено идентичен. Односно, она што сме го добиле во првиот халвинг, како што може да видите и овдека, значи буквално халвингот ни е оваа зелена линија, која што рековме дека е во август, така. Значи гледаме на неделно ниво со цел да видиме малку појасно како се тоа изгледа, нема да навлегуваме во дневно, премногу мало е. Значи гледате што се случува. Ние врвот од овој FOMO кој што сме го имале за халвинг сме го добиле во јули 2015 година за после 2 месеци конечно да добиеме халвинг на крајот на август 2015 година. Значи ние 2 недели порано сме го добиле врвот кој што е буквално ова buy the rumor sell the news event. Истото можеме да го видиме и овде. Значи ние врва сме го добиле исто така во јуни 2019 година, а следниот халвинг сме го добиле во август 5 2019 година. Значи скоро 2 месеци подоцна сме добиле халвинг. Сега, зошто е ова вака? Значи не заборавајте дека ова не е Bitcoin халвинг, ова е Litecoin халвинг и истиот е само форк на Bitcoin. Но, споредбено со останатите коини и халвингот на Bitcoin кој што е оваа жолта линија, можеме да видиме дека и Litecoin се однесува како сите останати алткоини. Односно, за да можеме да видиме каква е ситуацијата, значи она што сакам прво да го спомнам за самиот халвинг на Litecoin. Како што можеме да видиме, самиот Litecoin халвинг носи некој FOMO елемент, кој што најчесто се реализира 1 до 2 месеци пред самиот евент на халвинг.
Што значи дека тие кои што веќе купиле халвинг уште на самото дно на овој bear market, го продале 1 или 2 месеци пред самиот халвинг да настане и вие практично на халвингот ќе сте биле во профит, ако сте купеле на самото дно, овдека на пример, но немало да бидете во профит колку што сте биле ако сте продале на самиот врв. Значи погледнете, оние кои што продале на самиот евент биле 181% во профит, но ќе биле 500% ако продале кога се случил самиот врв. Нормално ова не може да го знаете, значи никој нема кристална топка како што сите кажуваат. Поентата е дека од досегашната ситуација гледаме дека искусните трейдери го прават истото постојано. Истата ситуација се случи и последниот пат со халвингот на Litecoin, односно 2 месеци скоро пред халвингот, луѓето кои што купиле на самото дно продале со 560% во профит, додека оние кои што чекале до самиот халвинг продале со 300% профит. Но како и да е, поентата е дека јас вакви работи моментално не правам, ќе објаснам малку подоцна зошто, но идејата е дека самиот халвинг е само FOMO елемент, не е како стандардниот биткоин халвинг. Зошто го велам тоа? После биткоин халвингот, оваа жолта линија која што гледаме овдека, гледаме дека имаме, нели, краток дел на акумулација во двата наврати и потоа имаме bull market како и сите останати алткоини, сега ќе го покажеме тоа нормално. Значи, еве, ќе ги ставиме прво нормално биткоин, потоа ќе го ставиме Ethereum како вториот најголем и ќе го ставиме Ripple кој што исто така во тоа време е присутен. Значи погледнете овдека сега. Значи ако ги распоредиме чертовите, погледнете. Значи имаме самиот Litecoin халвинг, да, за разлика од останатите чартови, он добил свој виден памп. Но понатаму продолжува во акумулационен период од практично една цела година пред конечно да почне да се движи нагоре. А кој почнува да се движи прв? Биткоин. После самиот халвинг, прво имаме движење на биткоин, оваа портокалова линија, а потоа имаме придвижување нагоре. Гледате, и на Ethereum, и на Ripple, и на Litecoin. Ништо поинаку од вообичаено. Че ако оставиме чартот доле, гледаме дека добиваме ист чарт како и сите останати алткоини, со тоа што прв пумпа биткоин, после халвингот на биткоин, а потоа и сите останати. Она што сакам да кажам во оваа ситуација е дека многу по својствено е да чекаме на биткоин халвингот, отколку да гледаме некој огромен профит по настанувањето на Litecoin халвинг. Дури во оваа ситуација гледаме дека практично сме добиле дабл ботом. Значи после овој халвинг ние сме се коригирале практично до дното од каде што луѓето купувале, да речем, Litecoin во овој bear market, за повторно да имаме дабл топ до 140 и нешто прилика Litecoin, но како и да е. Поентата која што сакам да направам, овдека истата ситуација. Значи погледнете. Во целиот овој период, сите овие чартови се во консолидација, односно акумулација. Погледнете. Сите. Значи се на некој начин идентични, со тоа што прв почнува да пумпа повторно биткоин, после халвингот на биткоин, потоа имаме сите останати. Litecoin, Ethereum, Ripple, сите останати пумпаат после Litecoin. Да, извинете, после биткоин. Така да во оваа ситуација, она што постоја, што бидам да ви го напоменам, е дека моментално овој евент нема никаква голема да речем, големо значење, освен за оние кои што моментално трейдаат. Значи, гледате, имаме памп, 1 или 2 месеци пред самиот халвинг, луѓето продаваат и потоа имаме корекција, акумулација пред следниот bull market, што можеме да го видиме овдека. Истата ситуација сме имале и во 2015 година. Памп, 1-2 месеци пред самиот халвинг, корекција, акумулација, следен bull market. Да видиме што се случува моментално. Значи, ние веќе сме имале солиден памп, во кој што ако сте купиле на самото дно, например, иако тоа е ретко кој успеа да го направи, како и да е, статистички да земеме, значи до оваа последна свеќе вие би биле 188% во профит. Со тоа што веќе добивме корекција, а халвингот треба да се случи на 2 август, само да видам уште еднаш за секој случај, да не, нели. Значи точно треба да се случи на 2 август. Сега овдека не ни го дава затоа што е на неделно ниво, но оваа линија е ставена на 2 август, иако овдека е пише на поинаку затоа што е месечна свеќе. Гледаме дека од моменталниот датум, 10 јули, до август, ние практично имаме помалку од месец дена. Што значи дека својствено на претходните два халвинзи, очигледно изгледа дека веќе сме го направиле врвот кој што го очекуваме, веќе добивме, гледаме и овдека значи промена на трендот, тоа е триаголникот кој што го имаме во Market Cypher, гледаме сме се удрили од горната граница на Bollinger Bandот и дополнително гледаме
индикатори кои што ни покажуваат за облување. Значи, MACD имаме остро за облување, каде што се уште не се прекршиле базичната и сигналата, но не верувам дека е паметно чекате до тогаш. Stock RSI остро за облување, RSI веќе се коригирал солидно, VWAP е надолу, скоро само што не е пробил под нулата и гледаме одлив на пари, тоа е зелениот бран. Значи тоа е на неделно да видиме каде се наоѓаме. Со тоа што не заборавајте дека оваа тренд линија која што гледаме моментално е воспоставено претходните два врва. Значи тоа е врвот 2021 година bull маркетот и dead cat bounce-от кој што моментално не успеавме да ги пробиеме и се наоѓаме под нив. Така да уште една причина која што ни покажува дека голема веројатноста ова да биде неуспешен памп, како и двата претходни. Сега друга работа која што сакам да ви ја покажам е самиот хеш рейт. Што ќе направиме? Значи хеш рейт како и на биткоин представува колку мајнери практично се присутни на пазарот, колку е повисок хеш рейтот, толку повеќе мајнери копаат ова добро. Сега, ако намалиме овдека да стигнеме до 2015 година со цел да можеме да видиме што се случувало во 2015 година и да видиме како изгледа самиот хеш рейт моментално во тој период. Значи, зошто е битно 2015 година? Затоа што рековме дека првиот халвинг ни се случил во 2015 година и тоа точно рековме на 25 август. Значи, ако погледнеме хеш рейтот, гледајте овде. Ние практично врв на хеш рейт сме добиле уште крајот на 2014 година, со тоа што полека постепено почнал да се намалува. Верувам во исчекување на халвингот, затоа што овдека веќе се преполовила наградата за половина. И гледаме дека поголем дел од мајнерите уште 6 месеци пред самиот 7 практично месеци пред самиот халвинг веќе гледајте колку се намалило. Значи од 1,77 се намалил на 1,2. Така, тоа е некои 30% намалување практично од врвот кој што е постигнат на крајот на 2014 година. Со тоа што за време на халвингот, гледајте, значи ако се придвижиме до самиот халвинг на 25 август, ние имаме благо покачување, но ако погледнеме, гледајте овде, моментот кога се случи халвингот, повторно имаме пад на хеш рейтот. Зошто? Затоа што поголем дел од мајнерите се префрлаат на следното подобро нешто, а тоа е биткоин. Зошто биткоин? Затоа што халвингот на биткоин е за една година од халвингот на лайткоин. Значи, гледајте овде. Халвингот на лайткоин 25 август, халвингот на биткоин следен се случил 4 јули 2016 година. Значи, оприлика една година. Што значи дека они имаат уште една година да копаат практично биткоин пред халвингот да се случи во биткоин. Така да попрофитабилно би било за нив да копаат биткоин наспроти тоа што би останале во лайткоин со оглед на фактот дека веќе е направен халвинг на наградата. Истата ситуација можеме да погледнеме и во следниот сегмент, каде што се случило малку по својствено 5 август 2019 година, значи ќе се приближиме од 2019 година и погледнете овдека сега. Значи што се случило? Врвот на хеш рейтот ние сме го добиле на 14 јули 2019 година. Врвот на бул, да речем, овој бул, сме го добиле на 17 јуни 2019 година. Значи, сме добиле врв на цената, мајнерите продале, почнале да се откажуваат. Значи, мајнерите продале на 17 јуни, почнале да се откажуваат и понатаму гледаме што? Пад на... Тоа значи дека сите оние кои што мајнале до тогаш лайткоин, продале и почнале да го намалуваат своето изолирање, мислам практично својата работа во лайткоин блокчейнот, со тоа што рековме дека самиот халвинг се случил на 5 август и гледаме дека после утврдувањето на врвот на 5 август веќе имаме почеток на падот на хеш рейтот кој што повторно од 511 терахерци, ако не се лажам се нарекува, до практично дното паѓа, гледајте. Значи, добри како ќе биде, 70% па и повеќе паѓа самиот хеш рейт на лайткоин, а зошто е тоа така? Значи, од овој годишен практично халвинг кој што го имаме, уште една година, 12 август до 11 мај, значи скоро една година до следниот биткоин халвинг, овие мајнери се префрлаат на биткоин затоа што таму се уште не е настанат самиот халвинг. Значи тоа е она што сакам да ви го кажам, што мора да го забележиме, дека гледате самите мајнери затоа што нивните мајнинг ригови се својствено подобни и за мајнање на биткоин, се префрлаат после секој халвинг на лайткоин, на биткоин мрежата затоа што таму се уште има
поголеми награди пред да настапи следниот халвинг. Сега една добра работа кога гледаме хешрейтот на Litecoin, исто како и хешрейтот на Bitcoin, е дека постојано прави нови all-time highs. Значи гледате и овдека, all-time high веќе постигнавме на 5 јуни, ако го погледнеме чартот, иста ситуација, значи погледнете. На 5 јуни каде сме се наоѓале да видиме, значи на 5 јуни ние веќе сме биле во овој последен дел од овој памп кој што го гледаме овдека, значи после корекцијава и практично гледаме дека од овој момент почнува да се намалува хешрейтот, останува да видиме дали тоа ќе продолжи, но со оглед на фактот дека во претходните два циклуса тоа се случило, не гледам причина зошто не би се случило и сега, кога имаме уште една цела година до следниот халвинг на Биткоин, каде што може да копа многу поголема награда за разлика од Litecoin, каде што се намалува за половина. Сега, реално сакав да проверам да не може би има некаков тип на вести кои што би можеле да навестат нешто ново за Litecoin, но за жал, ако погледнете на криптоагрегаторов, например, па дури и генерално ако погледнете на Google генерално само вести за Litecoin, значи добри вести за Litecoin нема. Нема ништо посебно освен исчекување на халвинг, што е нормално, и најдов две потенцијално добри работи, а тоа е дека првенствено во Хонг Конг ќе биде една од дозволените валути, нормално затоа што е практично сайдчейн, форк на Биткоин. Значи гледаме дека во Хонг Конг после конечното добивање на лиценци на оние менувачите кои што ќе почнат да работат, Litecoin ќе биде еден од првите кој што ќе биде дел од легалните криптовалути кои што може да се тргуваат заедно со Bitcoin и Bitcoin Cash. Значи Bitcoin Cash иста ситуација затоа што е форк на Bitcoin. И уште една битна работа која што ја најдовме, која што е исто така, да речам, својствено позитивна за Litecoin, затоа и не добивме голема корекција во цената на Litecoin веднаш после нападот на SEC, е тоа што over 70% of the crypto market is Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash. Why did I name those four? They're not securities. Сега, што уствари кажа дека значи сите оние кои што ги наброја беа уствари сайдчейни на Bitcoin, тоа се Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Litecoin и Ethereum. Нормално, Ethereum тоа е ке негов проблем зашто не го кажал и што кажал. Поентата што е? Значи ово цело видео за жал не можев да го најдам, успеав да го најдам само во insert. Значи како форкови на Bitcoin и како коини кои што го имаат така речено копија на Proof of Work од Bitcoin, својствено е дека и истите не се securities, односно дека Комисијата за хартија од вредност на Америка нема да оди против истите. Тоа е втора некоја позитивна работа која што успеав да најдам за Litecoin според она што да речам можам да ги анализирам другите коини. Гледате дека останатите коини добија големи корекции како Solana, како ADA, како Mati, како Algo и останатите затоа што беа именувани како хартија од вредност. За разлика од тоа гледаме дека Гери Гангстер не го рачуна Litecoin како хартија од вредност, но тоа може лесно да се смени, они Algo не го рачунаше како хартија од вредност, но тоа се смени веднаш кога му кажаа дека треба да се смени. Така да ова се двете некои позитивни работи кои што можам да ги најдем во Litecoin моментално, друго не можам. И ајде еве ќе го ставиме и ова дека со копање на Litecoin вие имате практично копање и на Dogecoin. Значи Dogecoin ви доаѓа како награда, она како позитивно, со тоа што Doge практично ја користи на Litecoin POW мрежата со цел да добие свој security, нели, едноставно како награда се добива како airdrop така речено за сите оние кои што мајнаат Litecoin. Ова е калкулатор на кој што можете нели да израчунате во однос на тоа колку мајнате Litecoin, колку би добиле Dogecoin, иако според мене Dogecoin е глупост, но како и да е, сепак некои луѓе сметаат дека има нешто позитивно во овој коин, посебно со оглед на фактот дека најбогатиот човек на светот, Илон Маск, стои позади истиот. Значи, уште еднаш ќе напоменам, јас не гледам некоја голема причина зошто би користел или би чувал Litecoin. Сега моите лични причини ќе ви ги набројам. Првенствено, ако купев, да речеме, пред самиот халвинг, затоа што јас ова го знаев, значи ја можев да купам негде околу јуни 2022 година, значи јас не можам да бидам сигурен дека врво ќе биде, да речем, јуни оваа година, со оглед на фактот дека не секој практично bear market е ист, затоа и овде ќе имаме декември, а врво сме го постигнале во јуни, што се само 6 месеци, овдека имаме
дно во јануари, а прво сме го постигнале во јули, што се само 6 месеци. Она што сакам да го кажам во оваа ситуација е дека во однос на законот кој што јас морам да го почитувам овдека, а тоа е дека морам да ги држам коините како такви, откако ќе ги купам барем една година, за истите да не потпаѓаат под данок на Малта, за да бидам ослободен од данок. Што значи дека јас ако купев Litecoin, не може да бидам сигурен дека само дека ќе биде повеќе од една година присутен во моето портфолио пред да го продадам после ваквиот памп. Поради оваа причина не сакав да ризикувам, за да не ми направи проблеми со останатите коини, едноставно не го купив, за да не правам за ваков тип на мал памп да треба да платам 35% на целото мое портфолио. Тоа е првата причина поради која што го немам. Втора причина поради која што јас не гледам никаква голема причина за Litecoin да биде дел од моето портфолио. Значи, ако ви погледнете Cardano, ако погледнете Matic, ако погледнете DOT, истите имаат огромни вести, истите имаат огромен развој. Значи, истите имаат огромен број на девелопери работејќи позади нив. Matic има безброј партнерства, така. Дури и Solana би го ставил овде, и Solana има еден куп напредок, иако е крш чейн, како и да е. Идејата што е? Јас не можам да најдам една позитивна вест, освен тоа дека Гери Гангстер не го рачуна за security и дека во Хонг Конг ќе биде еден од легалните коини, само затоа што е форк на биткоин, ништо повеќе, се разбираме. Не затоа што биткоин е тоа што е, и Litecoin се смета за негова копија која што е се уште прифатлива. Дури ако погледнеме во претходниот чарт, значи уште една битна работа која што мораме да ја напоменеме, значи погледнете ги чартовите наспоредно со останатите големи валути. Во оваа ситуација ќе земеме 3 валути кои што се практично стари, слично на, да речем, Litecoin. Значи, ако погледнеме Litecoin наспроти биткоин и ако споредиме од првиот врв кој што го постигнал некогаш Litecoin наспроти биткоин, значи ние моментално каде што се ногеме на 94% негативна вредност во однос на тоа што би го држеле нашиот капитал во биткоин. Значи, ако вие сте држале капитал во биткоин, би биле 100% плюс во профит, наспроти тоа ако сте држале капитал во Litecoin. Истата ситуација можеме да видиме со Ethereum исто така, со тоа што нема да го сметам од овде, затоа што тоа ќе биде премногу, че ова е на самиот почеток, да речеме, ќе го сметаме од овој врв, каде што погледнете. 91,2% ќе бидете практично во минус, наспроти ако сте држале капитал во Ethereum. Дури и XRP, кој што помина преку тужби, кој што помина преку делистинг, кој што помина преку се што, ако споредиме највисоката вредност која што Litecoin е имал, но нема да го земеме. Тоа ќе земеме на некој начин, ако погледнете самиот чарт ви дава дека би ви било исто да сте држали XRP и Litecoin, со оглед на фактот дека самиот чарт оди зигзаг, значи како некој осцилатор, во спротивно на тоа да речем ако сте држале само Litecoin. Зошто го велам ова? Значи, не заборавајте дека самиот XRP помина преку пеко, така? Значи во овој период каде што Litecoin доби овој голем напредок, тоа е 2021 година во самиот bull market, и само затоа што во 2020 година овдека, значи после самата тужба, ние имаме огромно практично паѓање на вредноста на Ripple поради неговото делистање, поради неговата тужба и слично, за разлика од тоа, нели, самиот Litecoin добива на вредност. Со тоа што можеме да погледнеме дека со сето тоа Litecoin не успеал да избега од вредноста на Ripple. Сега, дополнително мораме да напоменеме дека 2018 година и 2021 година ние имаме дабл топ. Значи ние и во двата наврати практично добивме некоја вредност од $372, што е практично својствено на дабл топ формација. Значи ние одвај успеавме да направиме нов all-time high од 407 од претходниот кој што беше 368. Така да поради оваа причина не гледам некоја голема причина да го чувам Litecoin во моето портфолио. Тоа се моите нормално критериуми, секој од вас треба да направи своји, но ова е моето размислување за овој коин и зошто не го чувам во портфолио, дури и зошто не го искористив овој памп кој што знаевме дека доаѓа со самиот халвинг. Тоа може да погледнете во претходното видео каде што разговараме за Litecoin и неговиот халвинг евент. Но како што кажав, ризикот да треба да платам данок на целото моје портфолио само поради еден ваков памп од колку 200% на Litecoin, че погледнете, значи за овие 180% ја треба да платам 35% од целото моје портфолио на крајот, да речем, на следниот bull market. Поради ова не гледам причина за ризик и затоа истиот не се наоѓа во моето портфолио. Секој од вас нормално треба да одлучи за себе.
Тоа е се што имаме да кажеме за Litecoin, како и секогаш нормално знаете, нема многу што да се зборува, тоа е проблемот, знаете кога има јас го искористувам секој момент за да можам да пренесам што повеќе знаење, но за жалост тоа е се што можев да кажам за Litecoin, ја навистина не најдов ништо друго позитивно за да можам да кажам за овој коин моментално. Како и секогаш, значи единствена работа која што бараме од вас е ваквиот наш практично единствен македонски канал во Македонија, да ни помогнете да го прошириме кон сите македонци во светот со тоа што ќе направите нели шер на нашето видео или пак ќе го препорачате нашиот канал до оние кои што мислите дека сакаат да научат нешто повеќе за крипто секторот. Нормално знаете и сами, целиот материјал е бесплатен, се што бараме од вас е да ни помогнете да го доставиме до што повеќе македонци и како и секогаш оние мали работи како некој најобичен коментар без разлика дали е прашање, пофални негативни зборови, критика, лайк, subscribe доколку не сте направили нашиот канал, секогаш помагаат за YouTube и понатаму да го шири нашиот материјал, посебно со цел да пристигнеме до повеќе луѓе, до повеќе македонци пред следниот халвинг и следниот bull market циклус. Ви благодарам, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGameG.